и денес недела Унијата на млади сили на Република Македонија има таа чест и задоволство да промовира уште еден од низата успешно спроведени проекти од страна на владата на Република Македонија, а кој е иницииран од матичната партија ВМРО-ДПМН. Во овој случај се работи за проектот лазерска корекција на диоптрија. Овој проект е иницииран на основа на спроведено лонгитудинално истражување на репрезентативен примерок, а целите се да преку финансиска поддршка на граѓаните се придонесе да се елиминира проблемите, да се елиминираат медицинските проблеми со видот. Иницијалните очекувања за кои се отвори овој проект беа дека доколку се овозможат услови за финансиска поддршка од страна на Фондот за здравствено осигурување, со што не би имало потреба да се исплата до тогашните 1200 евра кои колку што отприлика чинеше рефраторната интервенција за корекција на рефраторни грешки поврзани со далековидност, кратковидост и астигматизам, како и да се елиминира потребата од дополнителни механички помагала, како што се очилата и леќите. Се зема одредени демографски карактеристики во истражувањето, како и психосоцијални ставови во однос на преференцијата за избор на конвенционални помагања, и така се дојде до заклучок дека на популацијата од млади која е на возраст меѓу 18 и 26 години и се студенти, има потреба да им се улесни финансискиот пристап во изведување на оваа сложена, но прецизна хируршка интервенција која еднаш спроведена го решава доживотно проблемот со видот. Генерално, главните точки на кои се однесува овој проект и кои се како критериуми кои треба да ги оствари секој пациент кој би аплицирал се следните. Првите се медицински, а вторите се социјални. Под медицински спаѓаат лицето да е на возраст на 18 години, затоа што оваа интервенција која се врши на возрастни, диоптријата да изнесува 2 и над 2, плюс и минус, вклучувајќи астигматизам, диоптријата, односно незината вредност во изминатите 12 месеци да биде без промени и окото, тоест очите да немаат никакво друго заболување дијагностицирано од страна на клиника за офталмологија. Што се однесува до социјалните услови кои е потребно да се исполнат, лицето треба да е студент на возраст меѓу 18 и 26 години и да потекнува од категорија на семејства чии годишни приходи не изнесувале повисоко од 115.080 денари. Така што се смета дека тоа се основните критериуми кои треба да ги исполнува секој пациент кому ќе му се улесни оваа интервенција. Меѓутоа, значајно е дека очекувањата од овој проект кои понатаму ќе бидат евалуирани 5 години од неговото воведување, се планира да се воведе од 2017 година, е дека ќе овозможи на многу млади луѓе да ја изберат професијата која заради некои здравствени причини не би можеле. Тука секако влегуваат многу профитабилни и многу квалитетни професии, какви што се воздухопловството, какви што се архитектурата, уметноста, дизајнот и професии кои се поврзани со инженеринг. Значи бараат прецизност, ефикасност и точност, но некои од нив, како што е случајот со воздухопловството, налагаат да лицето нема никакви пречки со видот. Тоа што се однесува до здравствениот и финансиски бенефит кој се очекува да го придонесе овој проект што е воведен од владата на Република Македонија. Дополнително е значајно да се нагласи дека оправданоста за која владата на Република Македонија се реши токму на ваков проект, бидејќи согласно ресурсите сметаше дека е
дека е најпрагматично да се алоцираат токму во здравствениот сегмент на младите, бидејќи се придонесува индиректно врз одржливиот развој, бидејќи тоа ќе бидат генерации кои подоцна ќе имаат 30, 40 и 50 години и ќе можат квалитетно да ја извршуваат својата професионална дејност, а и да им се улесни во секојдневниот живот, бидејќи наудите до кои дојдовме во спроведеното истражување покажаа дека одредени психосоцијални карактеристики на граѓаните упатуваат на фактот дека постои потреба заради поголема самодоверба кај младите да бидат подложени на таква интервенција. Тоа е една, а другите особено важни карактеристики се бидејќи постојат занимања на пазарот на труд за кои пројавуваат младите особен интерес, но заради одредени технички проблеми, во случајот здравствени, како што се технички помагала, учила и лечи, не би можеле да ги изберат за понатамушното студирање.